Вака изгледа и звучи речиси секој работен ден во срцето на главниот град. И не само во центарот, еднакво нервозно и на периферијата, како на пример кај Момин поток. Решението за метежот кај Момин поток се гради веќе 4-та година. Го почна тогашниот скопски градоначалник Петре Шилегов, токму пред локалните избори во 2021 година. И случајно или не, повторно пред избори се најавува нова фаза. Во бараката 1А во седиштето на град Скопје на 21 февруари во просторија не поголема од 10 квадрати се отворија понудите на тендерот за изградба на булеварот Хасан Приштина. Ги имаше 4 на број. Јубај 2 Амет Дуел од Скопско Бојане понуди да ја заврши работата за околу 9,4 милиони евра. Гранит АД побара 8,7 милиони. Слична беше цената и на Топ Билд. Најниско и тоа значително помалку од другите понуди конзорциумот од Ленди Груп, Машинокоп и фабрика Карпош. Тоа не беше само обично отворање понуди, бидејќи тендерот веќе предизвика контроверзи. Кога првпат се распиша огласот, на условите се пожали Гранит АД, до Комисијата за жалби по јавни набавки аргументираа дека несразмерно се бара, да може да се пријават само фирми кои имаат лизгачки систем за подупирање на ров со длабочина од минимум 4 метри, опрема која се користи за изведба на водоводни, фекални канализации, а такви зафати нема во тендерот за булеварот. Да може да се пријават само фирми кои имаат минимум 8 багери со зафатнина на корпата од 3 кубни метри, кога со толку и такви багери би се ископало се за 16 дена, а рокот на изведба е 720 дена. Да може да се пријават само фирми кои имаат сопствена асфалтна база во радиус од 50 км и тоа со капацитет од 240 тони на час. Непобитен е фактот од прегледот кој го дефинира растојанието како и од интегрираните дозволи на базите кои се во делокруг од 50 км, кое е барање од тендерските услови, дека само еден економски оператор исполнува услови, односно е со база со бараниот капацитет од 240 тони на час. Па бидејќи бил препознаен ризикот за народски кажано тендерот да биде наместен, постапката била поништена. Трката која сега се води, всушност е втора. Допрва ќе се одлучува кој ќе победи, бидејќи на крај ќе има електронско надавање, при што цената е главен, но не единствен фактор. Ќе победи оној со најдобро оценет однос помеѓу цената и квалитетот. А како треба се да изгледа на терен? Идејата беше најавена уште во 2021 година од тогашниот градоначалник Петре Шилегов и вице-премиерите Фатмир Битичи и Артан Груби. 2 години се градеше кружниот тек кај Хубом маркет. Од таму преку Момин поток и оваа механизација позади мене треба да го спои булеварот Хасан Приштина со автопатот кој што води до косовската граница. Ни слика тоа изгледа вака. Се градеше долго, но кружниот тек на булеварот 8 септември е првиот чекор. Наследниот уште се работи, а тоа е кружниот тек кој ги спојува 8 септември и Никола Карев. Од таму без семафори ке се продолжува кон Визбегово и булеварите Словенија или Хасан Приштина за накај обиколницата и границата со Косово. Но се доцни многу. Побаравме став од град Скопје на чело со градоначалничката Данила Арсовска, не добивме ништо повратно. Денот е 24 февруари. Бараката е истата, 1А. Како и просторијата, не поголема од 10 квадрати. 3 дена по Хасан Приштина се отвораат понудите за уште еден капитален проект, втората фаза од изградбата на булеварот Македонија. Пред комисијата има 3 понуди, сите 3 од компании што конкурираа и за булеварот Хасан Приштина. Гранит понуди да ги заврши работите предвидени со тендерската документација за 14,6 милиони евра. Конзорциумот составен од Ленди Груп, Машинокоп и фабрика Карпош побара 13,3 милиони. Значително најефтина беше понудата на Топ Билд, 9,8 милиони евра. И тука ќе има електронска аукција, а за победник ќе се избере економскиот оператор, чија понуда ќе се процени како најповолна врз основа на односот меѓу цената и квалитетот. А што треба да се гради? Станува збор за зафат кој значително ќе го промени ликот на центарот на градот,
а со тоа и протокот на сообраќајот, од јавно достапните документи и описот во достапната документација. Фаза 2 предвидува изградба на делот од булеварот Македонија, кој се пресекува со булеварите 11 октомври и Борис Трајковски, до пресекувањето со булеварот Кочо Рацин и улицата Павел Шатев, каде треба да се направат два нови кружни тека. Градежните зафати во оваа фаза завршуваат со изградба на рампи кои ќе го поврзат булеварот Македонија со подземната сообраќајница изградена во темелите на комплексот Даймонд. Штом се заврши целото поврзување на булевар Македонија, место лимот и механизацијата кои што се гледаат позади мене, ќе има влез и излез од тунел во должина од 750 метри, кој што завршува некаде околу Цветниот пазар. И на другиот крај на тунелот ќе бидат потребни значителни зафати, кога ќе дојде време за тоа. Наместо раскрсницата кај Министерството за образование, која што води до Водњанска, предвиден е кружен тек. Од двете страни ќе има влез и излез од тунелот кој што го спојува овој дел на градот со булеварот Македонија. Побаравме, но не добивме одобрение да го посетиме подземниот дел од сообраќајницата под комплексот Даймонд. Понудите се на маса. Прашањето сега е дали изборот ќе биде успешен. Ако се избере најдобар понудувач и се потпише договор, на терен веројатно нема да има нешто повеќе од камен темелници и камери, барем не до изборите. Ако има волја кај следниот градоначалник или градоначалничка на Скопје, новите булевари можеби и ќе ја подсмират сообраќајната нервоза за некоја година.